нашата утринска програма и како што веќе ви најавивме, ќе зборуваме за она што во изминатиот период како засилена контрола го прави пазарна, односно Државниот пазарен инспекторат, директорот Горан Трајковски, добро ви дојде. Добро утро. Благодарам за даденото време. Ви благодарам и на вас и поздрав до вашите гледачи. Да, иако периодот е хаотично, нели? Додуша кај вас е нонстоп хаотично со инспекцијски, нели, контроли и така натаму, и така треба да биде, затоа што нели некако сите свативме дека со можеби малку поригорозно казнување, контрола и така натаму ќе се доведат до ред најразлични ситуации и работи, нели? Но конкретно денеска зборуваме за маркетите, откако се одмрзна, нели, цените и откако упативте и вие апел, нели, до сите оние синџир маркети, но и сите оние генерално продавници кои што ги имаат овие производи, дека треба да внимаваат, односно да ги задржат цените, се со цел граѓаните да не го почувствуваат тоа поскапување. Ке зборуваме за тоа како одат контролите. Пред неколку дена имавте, нели, и изјава дека и некои од маркетите веќе се затворени. Ке зборуваме и за тоа луѓето колку пријавуваат, колку се дел од се што вие го спроведувате, какви се казните, но почнуваме со ред. Како се одвива акцијата? Како што кажавте, значи да се подсетиме првично одлуките и низа на мерки по предлог на Министерството за економија во изминатите 2 години се носеа во интерес на граѓаните, се со цел да се намали економскиот шок, односно цените да не се зголемуваат енормно. Донесени беа повеќе одлуки кои што од потрошувачите требаше и ние граѓаните да видиме одредени бенефити, односно трговците на големо и трговците на мало. Трговците на големо беа ограничени со одредени маржи, а трговците на мало имаат замрзнати цени, односно да бидат пониски од 1.8.2023 за 10% цените. Државниот пазарен инспекторат од самиот почеток е вклучен во овој дел и контролира сите маркети, односно трговци на мало и трговците на големо. И во периодот од кога се донесени одлуките, направени се над 6500 надзори и контроли, а издадени се над 208 платни налози, кои што се одвиси на над 34 милиони денари. Тоа е за целата територија на Македонија. За жал, како што напоменавте, мораме да казнуваме за да се почитуваат одлуките и мерките, бидејќи сами видовме во овој изминат период дека одредени компании, односно економски субјекти, пробаа на многу начини да најдат аргументи како да ги одложат овие мерки. Дали е тоа временскиот рок на прилагодување, дали е тоа други начини, но ние како Државен пазарен инспекторат интензивно работевме и не дозволувавме никој да манипулира со нашите граѓани, односно потрошувачите. Бидејќи енормно цените растеа и доколку не беа овие одлуки, јас сум уверен дека денеска, односно и во периодот, гледајќи го делот како на месечно ниво се зголемуваа продуктите, јас сум убеден дека цените ќе беа повисоки за 30 до 40%, што не е логично во соседните држави да паднат цените на прехранбени производи, а кај нас да се зголемуваат. И за таа цел беа донесени овие одлуки и мислам дека свеста и кај трговците на големо, и кај трговците на мало треба да проработи и цените да не се подигнуваат. Спомнавте вие, тоа е точно дека во изминатите денови по моите апели како директор на Државниот пазарен инспекторат се одважија и дадоа соопштенија над 10 големи ланци на маркети, што е за поздрав, дека ќе ги задржат гарантираните цени на основните прехранбени производи до 15.5 или до донесување на законот за нефер трговски практики. Ние продолжуваме интензивно со контроли, тоа го направивме и последниот ден кога важеше одлуката, бидејќи со тоа сакаме да пратиме сигнал и до граѓаните, но и до трговците на мало и до трговците на големо, дека Државниот пазарен инспекторат нема да стои на страна во оваа приказка. Државниот пазарен инспекторат од самиот почеток е на терен и работи, се со цел да ги заштити потрошувачите и така и ќе биде во иднина. И јас како директор
сум кажал во повеќе наврати. Мораме да работиме во името на граѓаните. И мораме сите заедно да градиме правичен систем, а секој оној кој не сака да биде дел од тој систем и проба на како било начин да ги заобиколи или да ги заобиколи законите, ќе биде најстрого казнет од наша страна по сите законски прописи по кои што работи Државниот пазарен инспекторат. Ние, ако се сеќавате, затворивме. И кај нас не важи правилото дали Државниот пазарен инспекторат функционира на цела територија. Точно, на цела територија на Македонија. Тоа го докажавме и у минатото. Се затвара и угостителски објекти. Се затвара и маркети по самите одлуки. И тоа беше во сите градови во Македонија. Имавме затварање во Струга, имавме во Скопје, имавме во Тетово, имавме во Куманово и во сите. За мене законот ќе важи на цела територија и така ќе биде и во иднина. И она што ми е најбитно, граѓаните да знаат дека ние нема да останеме на страна. Иако не можеме по одлуките да действуваме, но можеме да действуваме по сите други законски прописи за кои што сме надлежни. По законот за заштита на потрошувачите, како и по законот за трговија. И ги поздравив овие компании, апелирам исто така и апелирав и во изминатите денови до трговците на големо, односно снабдувачите, да ги задржат цените, истото да го направат и другите маркети, а вонредните контроли од страна на Државниот пазарен инспекторат ќе бидат се почести кај оние доколку се увиди какви било енормни покачувања на основните прехранбени производи. На тој став стојам од самиот почеток и на тој став ќе бидам до крај. Бидејќи се работи во интерес на сите нас и на сите граѓани. Но, знаеме дел од работите како функционираат во држава, како успевате да ги надминете притисоците кои што сигурен сум дека ги има? Притисоците за мене не е логично да ги има, но ние сме мала држава каде што секој со некого се знае и може да допре до мене. Јас најискрено говорам, но секој оној што ме знае карактерно, знае дека јас нема да подлегнам на притисоците и нема да направам никакви отстапки, туку како што кажав на почетокот, сме дел од овој систем и од оваа приказка со одлуките и јас како директор на пазарен инспекторат и Државниот пазарен инспекторат ќе останеме на тоа ниво што сме го докажале, а тоа е неподлегнување на притисоци и недозволување никој да манипулира со граѓаните и да ги прекршува законите. И така ќе биде и во иднина. Споменавте, односно во медиумите читавме дека 2 маркети се затворени, чинам во Скопје и во Битола. Има ли некакви дополнителни информации, дополнување, односно зголемена бројка? Статистички како сте задоволни и од контролите и од тоа колку се почитува, нели, генерално според увидот и статистиката која што ја имате до сега од страна на маркетите? Точно е така, 2 маркети се затворени, едниот во Битола, едниот во Скопје, издадени... Се работи за големи маркети или за продавнички? За големи маркети збориме. Бидејќи се големи субјекти, казната е од 7 до 10.000 евра. Извини само, а доколку синџир на маркети не го почитува, да речеме, законот во Битола, а има продавници широм Македонија, само таа продавница, односно само тој маркет е затворен во Битола или си сноси... Системски се, они се поврзани и работат во еден систем. Да речеме големите маркети. Например, да кажеме еден голем маркет кој што има 10 маркети. Јасно. Еден ланец. Јасно. Голем има 10 маркети, но се затвара оној објект каде што е извршен надзорот од страна на инспекторите и каде што е констатиран прекршокот. И веднаш се проверуваат и останатите, веројатно, нели? Дали се придржуваат? Видете, они се поправаат во моментот, бидејќи јас она што го увидов во минатото, а тоа е дека за прилагодување на цените кога беше со одлуката, им требаше и ние дозволивме 5 дена да биде прилагодувањето и тоа не им беше доволно, но во текот на овие изминати месеци јас сум увидел дека за некоја цена да ја прилагодат, односно кога имаат можност сега за да ги вратат цените, тоа може да го сторат за еден ден. И тоа е за мене нефер од страна. Јас пак повикувам да се подигне совеста. Јас знам дека сите они, нормално е тоа, дека имаат некои си зацртани годишни профити кои што треба да ги остварат. Јасно. Но
Знаеме дека секој, јас не сакам да се мешам во формирањето на цената, и исто така тие се пак профитабилни и покрај од меркиве кои што беа. И затоа апелирам, што е човечки и исправно, да ги задржат гарантираните цени на основните прехранбени производи. Во моментот она што се случува, тоа е дека дел од млечните производи се покачени и тоа е сторено од информациите кои што ги имаме од страна на снабдувачите на големо, односно добавувачите, и затоа во моментов вршиме контроли кај истите, зашто едно е информацијата да добиеме од терен од трговецот на мало, а друго е да добиеме точната информација, односно да ги видиме картиците, да видиме која е производната цена, да видиме која е влезната фактура, да видиме која е излезната фактура и на крајот ќе склопиме она кој точно колку сака да заработи и кој е тој што ги подигнува цените енорно и профитерно. Пак ќе се вратам. Значи, они се во годишните добивки се профитни и покрај одлуките и знаеме дека има простор. На секој оној што ќе се обиде, да ако мисли дека може за овие изминати месеци, за тоа што го загубил од рачунот, од калкулираното, а не се го загуба, да речеме, дека ќе го врати сега по завршување на одлуките, не. Ќе се има сериозни контроли и тоа нема да го дозволиме. Јас можам да кажам дека како директор и како државна институција ќе дадеме максимум, доколку има потреба ќе соработуваме и со другите институции во нашата држава, се со цел да контролите бидат поинтензивни и да се види точната слика. И на крајот на денот и граѓаните на оваа држава треба да знаат точно што се случува и како се случува. Дали стартувавте и со контроли за добавувачите, овие увозниците? Кои што веројатно, нели, овие кои што се маркетите се правдаат и на сметка на ова, дека, нели, цените им се високи од... Видете, јас сум секогаш да ги видиме двете приказки или двете објаснувања. Зашто едно е кога ќе слушнете едното објаснување и вие се темелите на информација од едната страна. Но кога ќе слушнете и другото мислење, односно кога ќе ги проверите, за мене е најточно кога ќе ми кажат инспекторите дека се проверени картиците и ваква е состојбата. Како што напоменав, тоа е фактурите влезни, излезните фактури. Тогаш ќе знаеме точната слика кој е оној што сака да профитира на основните прехранбени производи и да ги зголеми цените, а кој е оној што стварно нема можност или е у минимална заработувачка или у загуба, а кој е оној и дали се тоа снабдувачи, дали се тоа трговците на мал. Значи, кај снабдувачите имаме ли нефер? Имаме контроли, во моментот се вршат обемни контроли. Или нефер однос? Јас напоменав по завршување од одлуката дека контролите ќе бидат обемни, што значи се проверуваат сите артикли. Вие може да имате голем снабдувач кој има над 2500 артикли. Контролите кои што ги правиме на сите артикли, без разлика дали станува прехрана, дали станува хемија, дали за други продукти. Јасно, Значи, кога влагаме темелно и ги извршуваме надзорите темелно, се со цел да видиме она што го говорев и претходно, а тоа е дали некој дали некој енорно со големени цени профитира или пак е во рамките на нормала. И повторно апелирам до сите снабдувачи на големо, трговци на големо, добавувачи до маркетите, да ги задржат цените на основните прехранбени производи, бидејќи тоа е во интерес на сите нас и на крај на потрошувачите нивни. А нивниот бизнис не е загрозен, како што слушнавме, затоа што не се во голема загуба. Тоа го знаеме и тоа се јавни достапни податоци, каде што може да видат сите граѓани и сите ние да видиме како изминала 2023, како изминала 2022. Јасно. И не е логично да имаме најскапи цени во регионот, а другите соседни држави да имаат пониски цени. И тоа, ако паметиме, се случувало и во времето на економската и светската криза. Јасно. И затоа јас сум застанал на страната на граѓаните, бидејќи тоа што се случувало и работиме во име на граѓаните, бидејќи од самиот мој старт сум кажал дека се работи за прехранбени производи и тука нема да има компромис никаков. Јасно.
Благодариме за одвоеното време, за гостувањето, за се ова што го споделивте како информација од Државниот пазарен инспекторат. Ви посакуваме успех во контролите со цел, нели, како што рековме, граѓаните да имаат бенефит од сето ова, ако можеме да кажеме бенефит, нели, нормално да можат да се ги набават и да живеат производите кои што им се неопходни. Ви благодарам уште Ви благодарам.